овде започнува цел процес на работа. Значи користиме среброво гранули, најчисто сребро. Заедно го изработуваме овој накид. Започнав јас, подоцна го предадов на мојот сопруг, за сега и децата да го изучуваат овој занае. Филигранството како техника го изработувам повеќе од 10 години. Иначе, моите почетоци се со срмен конец. Почнав со мојата покојна мајка. За подоцна, како главен виновник, иницијатор, беше мојот сопруг, да ме наведи да изучам изработката на среброто. Значи, првин го топиме среброто. Среброто се зема во гранули, се топи, се извлекуваат жици, различни видови димензии на жица. Иначе се работи за сребро 999 чистота, која се употребуваат во филигран. Мора да биде меко, поради тоа што најтенката жица која што извлекуваме е 0,2 мм. Тоа е буквално како влакна од коса. Такви две жици се испреплетуваат, се сукаат, за подоцна да се изработат сите елементи кои што идат во традиционални елементи кои што идат во внатрешноста на нашиот филигран. Секое парче накид представува едно и единствено, значи никогаш не се повторуваат тие парчи на накид. Рубинот иначе е скапоцен камен, кој што потекнува од нашава земја и е единствен во светов. Иначе минералот е корунд, група сврстена во корунд. Корундот е чист алуминиум триоксид и представува еден од најтврдите камења во светот. На светска Мосова скала по тврдина тој е број 9 после дијамантот. Во типот на корунди спаѓаат црвениот рубин, сафирот и овој нашиов, што е под едно име рубин од Македонија. Така ние го викаме. Иначе овој камен му дава итекако драж на сиот накид. Работата е иста, значи самата техника е иста. Пламенот е различен, температурата на топење. Меѓутоа и тоа го совладавме. Денеска го вметнуваме рубинот во злато. И на тој начин започнавме со изработка и на злато, тоа не беше најголемиот предизвик, искрено. Се дообучуваме. Значи, работиме и други техники, освен филигран, што се доста барани. Имаме две дечина, Надица Керка, 17 години, и син Јован, 12. И двајцата се вклучени во овој процес. Започна со помош околу жиците, тегнење на жици, пошто секогаш во таа работа треба двајца. Денес веќе ги изработуваат елементите кои што идат во внатрешноста, значи се доста од помош, ги прават оквирите. Синот изработуваат не филигранска техника, туку тој почина да работи со нова модерна техника за изработка на сребро.
Така што сме доста горди како родители што и двајцата се заинтересирани за оваа работа. Да, порано оваа работа, овој занает го изработувале само мажи, во принцип. Самата изработка на жиците представуваат една потешка, погруба работа и можно е ради тоа да го изработувале само мажи. Но во денешницава има се поголем број на жени кои го изработуваат овој накид. Секако сме рамноправни со мажите, така да мислам дека самата идеја за изработка, иновации, мислам дека жените доста допринесуваат во изработката на овој накид. Особено ми е драго што имаше неколку случаи каде што момчето сака да ја побарат својата девојка за жена и на тој начин изработувавме баш прстен со рубин со кој што ќе побарат незината рака. Значи, извозот од нашава земја за странство на драги метали и камења е забранет. Тоа функционира, ние имавме извоз во неколку земји, но тоа е долг и мачен процес во кој што самиот накид го спремаме. Тоа оди преку музеј на град Охрид, потоа оди преку Завод за заштита на културно наследство. Значи, треба спецификација, одобрување за излез од државава. Меѓутоа, едно парче накид, доколку би сакал некој да нарачат, ние не сме во можност да го испратиме преку пошта или преку ДХЛ. Тоа е забрането веќе скоро 10 години. Не знам која е причината, до тогаш не беше забрането допред тоа. Меѓутоа сега имаме забрана за извоз на парче накид, доколку е тоа сребро, злато или било што. Се обративме до неколку институции, меѓутоа се уште одговор или промена на сето тоа нема.